nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešev pred tebe i pred nebotom. Ne znat, ne razbirat, od temnina odat. Site zemni osnovi, kje se raznišat. Sinovi na se višnji od, kje umrete kako luge, kje pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nasite. Se što mi treba je tvoja ta pregratka. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Tatko moj, ti blagodaram što u ovaj den si moje to srce. Te molim ti zboruje niz mene, ne jaz da zborujem, i neka sekoj zbor gi dopre onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav. Da razberat, so očite da gledat, so ušite da slušat i so srcето da razberat, kako što je pišano u Isaije i u Novi Zavet, da se pokajat i da gi iscelam, da se pokajat i da gi iscelam. Продолжуваме со Евангелие koje je slezeno od duh i vistina, pišano od Svetото Pismo od duh preku apostol Luka. Потоа Господ 10 глава назначи други 70, после освен 12-те 70 апостоли ги испрати пред себе по двајца по секој град и место каде што и сам сакаше да оди. Значи ги испрати каде што сам сакаше да оди. Тоа подразбира да биде волјата твоја во молитвата на гората, Маслиновата гора, овде во Елкината гора, во Маврово. Значи, каде што и самиот сакаше да оди, пратен, оној што ме прати, вели Исус, го праќа оној во бањата Силоан и се исцелува да биде пратеник на земјата, вистински негови пратеници на земјата, на Исуса Христа, да му служиш на Исус, да се откажеш од својот живот, од себе љубие, од тебе да ти биде добро и да станеш ловец на луѓе, како Исус Христос, што ги учеше апостолите, им рече. Значи, каде што и сам сакаше да оди, ги испрати по двајца 70 апостоли, им рече, жетвата е голема, на вистина има голема жетва, луѓето гинат во незнаење. А работниците се малку се работници на вистината Исусова. Затоа молете го Господарот на жетвата, Таткото на небесата, да испрати работници на жетвата своја. Те молам да испратиш работници во македонскава земја и на секаде. Одете, ете јас ве испраќам, како јагненца среде волци.
Odete te jaz vi ispraćam kako jagnenca srede volci. Znajte, to je metafora jagnence. Nezlobni kako gulabi, blagi kako gulabi. Znajte, jagne, kako bezglasno jagne, on beše odveden na kolenje. To znači da go zavrtiš i drugi od obraz. To znači da se moliš za neprijatelj od svoj. To znači da go blagoslovuvaš onaj što te kolne. Eto, jaz vi ispraćam kako jagnenca srede volci. Znači čovjek na čovjeka u ovoj svet mu je volk. Vidite u Makedonija kakva stepenna omraza ima. Sataната je završi работата. Църковните заедници се малку. Не ја вршат дејности, некои се занимаваат со обреди, некои со цитирање. Ретко кој лови луѓе и ги носи до Исус. Не носете со себе, јас ви испраќам како јагненца среде волци, тоа сме ние. Не носете со себе, нит не е лесно да си во Исус. Се среќаваме во заедницата во која се молиме, Господ донесе одредена група на луѓе. И како расте степенот на љубовта меѓу нас, така се зголемуваат и чудата, силата се зголемува. Така степенот на Исус во нашето срце се зголемува. Има еден израз кој објаснува до полната возраст, зрелост на Христовото полнение. Значи Христос беше комплетно исполнен со Отецот Небесен, со Неговиот дух. Послушен до смрт на крст. Никого не осуди. Исполнуваше Божјата волја, волјата на Отецот, зборуваше Отецот низ него, не зборуваше тој, значи првин што треба да научиме да молчиме. Каде завршуваат нашите мисли и себелюбието, а почнува Божјата љубов во секого од нас. Каде почнува Божјата љубов во секого од нас. Не носете со себе ниту кесе, ниту торба, ниту обувки и никого патем не поздравувајте. Видите, може би е преводот, но зошто никого да не поздравувате? Поздрав. Рахма Сихин, го поздравувате само Исус. Го поздравувате Исус. Тој зборува за световниот и за духовниот свет. Не поздравувате. Не поздравувате. Поздрав ги испраќаш поздравје туку во Исус. И о секоја куќа во која ќе влезете, првин кажете: мир во овој дом, мир во твојот дом, домот твој е твоето тело. Но во Матеј мир вам, па ако биде таму синот на мирот, кој е Исус, синот на мирот, пазете, вашиот мир ќе почива на него. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи, се мисли на керки. Блажени се миротворците. Дали можете да бидете миротвореци? Во секоја куќа во која ќе влезете, кажете мир во овој дом, па ако биде таму синот на мирот, Исус, ако го пуштат да влезе, синот на мирот, вашиот мир ќе почива на него, во тој дом. Вашиот, односно Исусовиот мир, синот на мирот. Инаку тој ќе се врати кај вас. Во таа куќа, па ако биде таму, и во таа куќа останете, јадете и пиете што ќе ви дадат. Имаше периоди кога постам и сега ќе одам некаде на гости. Знаете, не можеш да ги соблазнуваш, тоа не јадам ова, не правам она. Јадете што ќе ви дадат. Јадете и пиете што ќе ви дадат, освен идолски жртви. Зашто работникот ја заслужува својата награда. Ако знаеш ти, например, одеме сега на слави и тој вика ова е курбан. Јас им велам, јас курбан е Исус, јас ова го јадам заради вас, заради Исус. Знаете, секогаш може да се надмина. Апостолот Павле вели со секого бев се прилагодував на сите, за да доведам некого до Исуса. Работникот ја заслужува својата награда. Јадете и пиете што ќе ви дадат, зашто работникот ја заслужува својата награда. Кој не работи не треба да јаде. За каков работник зборувате? Па и за физички, за телесен, но зборува за духовен работник кој работи за Исуса Христа, кој работи, министер на Исус Христос, представник негов, пратеник, службеник. Не преместувајте се од куќа в куќа, од црква в црква, од душа в душа. И во секој град, куќа, кафес, куќа. И во секој град во кој ќе влезете и ќе ве примат, јадете што ќе ви се принесе. Лекувајте ги болните што се во него и говорете им, се приближи Царството Божјо.
На вистина, Царството Божјо се приближува кога ќе го примите Исус, зашто Царството Божјо кога ќе го примите Исус е во вас внатре. Само треба да се распламти пламенот на љубовта, да почнете да чекорите во Исус, да почнете да ја остварувате Неговата волја, да почне Тој да зборува низ вас, а не вие. Се приближи Царството Божјо, а во кој пак град влезете и не ве примат, излезете по улиците негови и кажете: и правот од вашиот град, што се прилепил на нас, ви го истресуваме. На друго место, истресете го правот од нозете ваши. Но знајте го тоа дека се приближи Царството Божјо. Не е во јадење и пиење, туку во правда, Божјата правда, во мир, Исусов мир. Правда, Божјата правда, мир и радост. Слава ти, Господи Исусе Христе, во Светиот Дух. Ви велам дека во оној ден на Содом ќе му биде полесно отколку на тој град што нема да ве прими, отколку на тој дом, отколку на таа куќа, отколку на таа душа. Тешко тебе, Хора Заине, тешко тебе, Вицаидо. Зашто ако во Тир и Сидон се беа случиле чудата што се случија кај вас, луѓето бараат чуда, тие одамна седејки во вреки и пепел ќе се беа покајале. Значи, првин треба да се покаеш па да бидеш исцелен. Но на Тир и Сидон ќе им биде полесно на судот, отколку вам. И ти, Капернауме, кој си се издигнал највисоко. Тоа е вавилонски принцип и сатански. Сатаната сака да се искачи највисоко, вавилонците да изградат кула највисоко, да се здобијат со име. И ти, Капернауме, кој си се издигнал до небото, ќе бидеш симнат. До адот ќе бидеш симнат. Кој ве слуша? Вас. Тие што се пратени ме слуша мене ме слуша. Кој се откажува од вас? Од мене се откажува, уште да разберете кои се тие вас и мене. Вас се оние што зборуваат само за Исус, што му служат на Исус, што се радуваат со Исус, што плачат со Исус. Каде сум јас, таму е мојот слуга, вели Исус. Кој се откажува од вас, од мене се откажува, а кој се откажува од мене, вели Отецот Небесен Исус, се откажува од оној кој што ме пратил. Значи, пратеник на земјата, негов пратеник, не си дојден овде да си тераш кеф на душата и срцето. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и регата. Се вратија пак 70-те со радост и велеа: Господи, во Твое име и демоните ни се покоруваат. Ке се погоди некогаш се молите и ке се исцели некој и ви мислите дека вие сте тоа. Знаете, кога ќе се исполни законот на љубовта, кога ќе се покае срцето, кога ќе клекне пред Исус, тогаш се случува исцелување, да се исцелат, да срцето да разберат, да се покајат. А тој им рече: го видов сатаната, како падна од небото како молња на земјата. Сатаната е тука и тој работи. Бидете будни и не плаши се мало стадо. Еве ви давам власт да газите на змии и на скорпии и власт над секоја непријателска сила и ништо нема да ви наштети. И газам на змии и на скорпии и лав и змеј убивам во името на Исус. Амин. И не радувајте се на тоа што духовите ви се покоруваат, туку радувајте се што вашите имиња се запишани на небесата. Дај Боже да се запишат имињата на сите овие луѓе што денес ке речеме: Исусе, прости ми. Исусе, прости ми, дојди во моето срце, Царството Божје да биде во мене внатре, да се покајам и да ме исцелиш. Во тој час се зарадува Исус во духот и рече: Оче, Татко, те прославувам, Оче, Господи на небото и земјата, зашто си го сокрил ова од мудрите и разумните. Значи, што е тоа сокриено од мудрите и разумните, а си им го открил на малечките. Знаете, луѓето зборуваат за Исус, мудрите и разумните, но дали го знаат тоа што треба да го кажат? Дали зборува Исус низ нив или тие зборуваат од доктрина, од некое учење, од некој пред 200, 500, 400 години што зборувал, а тие го префотокопираат во душата, наместо автентично учење, Исус да ги учи низ себе, низ душата и срцето да се покајат. Зашто таква беше Твојата волја, си го сокрило од мудрите и разумните, тогаш оние што ве учат во Библијата и од Светото Писмо, дали се мудрите и разумните или се малечките, е битна работа. Зашто малечките го знаат тоа. Јас сум најмало од апостолите, вели апостол Павле, и не сум достоен да се наречам апостол. Дали некој од тие што ве учи го кажува тоа, дека не е достоен да се нарече апостол? Во тој час, откако се сврте кон учениците, им рече: Исус се ми предаде мојот Отец, се ми предаде, и кој е во Синот
i koji sinot ne znaje nikoj osven otecot. I koje otecot ne znaje nikoj osven sinot i onoj komu što saka sinot da mu se otkrije. Znači, otecot i sinot, to je jedno vo koje vi ne možete da go znajete od telo, možete samo od duh da razberete kada je. Sam bil na mnogo raspravi trojstvena ličnosti, otecot, sinot, sveti od duh, pa сега komu da mu se moliš, pa što je otecot, pa što je sinot. Вие сте телесни, гори има духовно царство, нашиот татко е отец на духовите, ние сме духовна природа, не сме телесни, во кој ни е вдахнат дух. Во духот сме едно во отецот, да го пребиваме во неговата љубов, ако не пребиваме, паѓаме долу, се материализираме. Значи, сатаната го видов како падна на земјата, каде беше тој стих. Рахма Синдира, а тој им рече, го видов сатаната како падна од небото, како молња. Кој е тој? Па тие што не се со Исус, тоа се неговото тело. Синови човечки, синови ѓаволски, добро се одредени овде. Секој што не врши правда не е од Бога. Божјата правда. Од маздата е моја, јас ке отплатам, вели Исус, и оној кој не го љуби братот свој, тој не е од Бога. Духот на Исус е љубов, духот на сатаната е нељубов, себељубие и сето тоа друго. И откако се сврте кон учениците, насамо им рече: блажени се очите кои го гледаат тоа што го гледате вие, дека Исус е во вас внатре, дека треба да го отворите вашето срце, да ги љубите сите, да им простите на сите, да се покаете, да не осудувате, да го молите Исус да ве подучува. Он ќе ви објасни духот на вистината, да ви ја каже вистината. За некого чиста вистина, за некого Исусова вистина. Дека Исус е во вас внатре, треба да му дозволите тој да расне духовниот човек, а телесниот да се смалува. Зашто ви велам, многу пророци и цареви сакаат да видат што гледате вие и не видоа, и да чујат што слушате вие и не чуја. Господе Исусе Христе, ти благодарам за се, ти благодарам што ово слово си ги запишал македонците. Македонските цркви, благодата Божја на црквите македонски. Ти благодарам што и денеска македонец е човек кој го повикува Бог. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. И ете стана еден законник, искушувајќи го, рече законник, кој ги знае законите. Свештеник, како го речеш. Пастор, пророк, оџа, јога. Учителе, што треба да направам за да наследам живот вечен? Ако Исус не пребива во вашето срце, вие можете да бидете што сакате. А тој му рече, што е напишано во законот, како читаш? Еве како чита тој, но дали го применува и дали го разбира? Возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум и својот ближен како самиот себе си. Ете, тоа треба да се прави. Тоа е Светото писмо, илјадници зборови, материализирани овде и многу други зборови насекаде околу вас, кои летаат во духовниот свет и можат да фатат корен, тоа е семе во вашето срце, во вашата душа, ви да почнете да љубите како Исус, да почнете да љубите како Исус. Му кажа, добро одговори, тоа прави го и ќе живееш, љуби го својот ближен како себе си, љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Прави го тоа и ќе живееш. И ти прави го тоа, брате, но дали можеш, дали имаш сила сам да го правиш? Секојдневно те напаѓаат. Ти си јагненце меѓу волци, сака да те растргнат. По извесен период ќе почнеш и ти да стануваш како нив. Ако се вратиш, им вратиш на злото со зло, победи го злото со добро, тогаш ќе станеш и ти волк, а ти треба да бидеш јагненце, кротко јагне, како што Исус го распна и тебе ќе те распна. Да тој сакајќи да се оправда му рече на Исус: кој е мојот ближен? Љуби го својот ближен како себе си. Кој е мојот ближен? Добро прашање. Само твојот ближен, не сите, сите. Исус му одговори, рече, еден човек додека слегуваше од Ерусалим во Ерихон, западна меѓу разбойници. Тие го соблекоа, го претепа и си оттидоа, оставајќи го полумртов. Случајно во тоа време слегуваше по пат еден свештеник, го виде ограбениот и кога го виде, го одмина. Ова е состојба која е тогаш пишана, без време, во време, простор и свест се однесува за сега и овде.
Сега е времето благопријатно да го примиш Исус. Сега, ти не знаеш утре што ќе биде. Ако сака Господ утре, сега. Значи свештеникот го одмина и денеска го одминува. Покажете ми каде, не. И јас ќе дојдам, ќе го славам Исуса. Значи, исто така еден левит, левити се посебно свештеничка, како да речеме, сорта во Израел. Вид, подвид, што го носат ковчегот на заветот. Значи и тој помина, кога дојде до тоа место, погледна, пазете го виде. Погледна и кога го виде, го одмина свештеникот, а овој погледна, значи го виде и го одмина. И Бог ви дава состојба вие да надминете, да видите степен на љубов. Доаѓа некој ти бара нешто, го бркаш. И потоа викаш: Господе Исусе, тој вика: кои сте вие, не ве познавам. Како? Па бев гладен, имав потреба, ти ме избрка. Знаете, кој го направил на еден од овие најмали, ми го направил мене. Чаша вода дали ќе му дадеш на некој таму што умира? Од водата на животот дарум. Еден пак самаријанин кој патуваше, кога дојде до него. Евреите и самаријаните не се мешаат. Евреите мислат дека се избран народ и имаат завет со Бог. Но го распнаа Исуса. Сега гледате, го оставија самаријанинот. Самаријанинот, бидејќи се меша со други народи, не е чист да биде израелец, да биде евреин. Значи, и откако му приде еден самаријанин, го се сожали, му ги преврза раните, полевајќи ги со масло и вино. Најмалиот од апостолите. Потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилници и се погрижи за него. Свештеникот и левитот го одмина и денеска исто. Дојде некој самаријанин. Знаете, не е битно кое што е. Дали ти имаш љубов во срцето, почетна позиција, потоа можеш да дојдеш до Исус. Кога ќе почнеш да действуваш во љубов, кога ќе влезеш во законот на љубов, ако изгледаш од законот на љубов, да влегуваш во старозаветниот закон, око за око, зап за зап, се оно што го правиш на луѓето си го правиш самиот себе си. А утредента на кинисување го качи, го однесе во гостилници, се погрижи за него. Утредента на кинисување извади 2 денарија, му ги даде на гостилничарот и му рече: погрижи се за него, ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Остави пари. Кој пак од тие тројца, свештеникот, левитот или самаријанинот, ти се чини дека му беше ближен на оној што падна во рацете на разбойници? Секој од нас ќе падне во рацете на разбойници. И ќе видиш дали имаш ближен. Дали ти си постапил така за тебе да постапат кон тебе така, или си во законот на љубов, ти ќе повикаш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, дојди во Македонија и помогни ми. А тој одговори: оној што му искажа милосрдие. Исус вели: милост. Милост сакам. Милост, луѓе, разбирате ли, а не жртви. Милост. Бог се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Милост сакам, а не жртви. Кој е нашиот ближен? Кој од овие тројца нам се чини дека му беше ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А законникот одговори: оној што му искажа милосрдие. Исус му рече: оди и ти прави така. И денеска ти вели: оди и ти прави така. Оди прави милост на сите. Оди. Не седи, не дреми, не пеј песнички во некоја црква заедница, не врши обреди. Прави го сето тоа ако е дел од твојата народна култура. Но базично е да бидеш пратеник на Исус, и додека патуваа, тој влезе во едно село, една жена по име Марта го прими во својот дом. Дом е куќа, дом е твојата душа, дом е твоето срце. А таа имаше сестра што се викаше Марија, таа седна до нозете Господови. Еве го повторно тоа: седна до нозете, падна пред него, се допре до него треперејки. Седна до неговите нозе, седни до нозете Исусови, држи се за нив. И го слушаше словото негово. Марија. Марта го прими во својот дом, а Марија седна до нозете негови, друга категорија, и го слушаше словото негово. Марта беше многу зафатена околу служењето во некоја заедница и црква, и кога приде работи ова, работи она. Му рече: Господи, да го слушаш неговиот глас, значи да молчиш ти во присуство на Бог. Тоа не можат да го разберат луѓето. Ќе дојдат на заедницата некој нов и ќе почне да зборува, цитира, кажува: застани човеку, замолчи, замолчи, Исус е тука.
se razprava za nekoja tamo svetovna работа. Ne možeš da mu objasniš ako čovjek te slepi ne razbira. Sporuva nešto pogrešno, naši bi mu kažuvat, ne je taka. Znajte, ja sam rekao, molknete luje Isuse tu koji ne sluša. Besplodni raspravi izbegnuvaj. Koga to i ne može da razbere, koga nema uši da sluša i oči da vidi, Isus srce to da se pokaje i da razbere. Slovo to ne možeš da ga poznavaš sam, znači treba da ga otvoriš svoje to srce i duhot da te vodi. Sin Božji, evo onaj što ga vodi duhot Božji. Slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Marta beše mnogo zafatena okolo služenja, i koga pride mu reče, Gospodi, zar ne ti je griža što sestra mi me ostavi da služam sama? Što znači da mu služiš na Isus? Da praviš razni obredi, da trčaš vamo i tamo? Kaži da mi pomogne. Pazi, da raboti, služi go prima Isus, a Marija sedna do nozete njegovi i go slušaše slovota njegovo. To je kategorija. Isus je odgovori i reče, Marto, ti se grižiš, se voznemiruvaš za se, za mnogo raboti, kako će biti ova, da li će biti ova, ovakva će biti, takva će biti. No samo jedno je potrebno, da sedneš do nozete Gospodovi Isusovi, da go slušaš slovoto njegovo. Da go slušaš znači da mu budeš poslušan, da gi ljubiš site. I da go slušaš Božji od glas, koga ti kaže, po moji race je sega. Se posomneva počina majka mi, da li je dovoljno napraviv samo glas prekor, od koji zastanova zdivot, po moji race je sega. Se vozime sa kola, počina na moja supruga, baba. Roditelji da se gluji i dosta beše privrzana. I plaće okola, voze beše polnog, posle polnog, odevme od Mavro kon prilep. Polna mesečina. Ta plaće i ja slušam glas. Kaži da ne plaće. Znate, koga će slušaš Božji od glas, koga će sedneš do nozeti Isusovi, i ko kaže on to, smrta ne postoji. Ljudje to preminuvat, go ostavat zemno to telo. Stanete da si odime odovde, veli Isus, no samo jedno je potrebno, Marija, pa go izbrat dobri od del, koji nema da i se odzeme, sedna pred nozete Isusovi, go slušaše slovo to njegovo. Nekoj drug služi, trča, riba, skoka, pravi ova, pravi ona. Jedinstveno što je potrebno da se pravi milost kon site, ljubov kon site, prostuvanje, neosuduvanje. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос во моето срце, во мојата душа. Победата на Господ Исус Христос и во тебе, брати и пријатели, ако речеш те сакам Исусе, дојди во моето срце. Победата на Господ Исус Христос над сатаната и смртта, над болестите, над болките, над страдањата, над граѓанските војни, на сатанските сили што сакаат да ни го променат името, избришат македонскиот идентитет, зашто македонец е човек запишан од Исус и значи човек што го повикува Бог. Душа, пратеник, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, покорен сум, ти му кажувам на сатаната, бегај од Македонија, сатано. Бегај од мојата земја, од мојата душа, од моето семејство, од мојата црква, од твојата црква, зашто се моје е твое. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам за се. Ти си ни се што имам. Брате и пријателе, сам си, осамен си, јагненце си меѓу волци. Дојди до нозете Исусови и слушај го словото негово. Најпрвен треба да клекнеш на колена, падна пред него треперејки. Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Се покајувам за сите гревови, за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам, ја пијам горката чаша. Се што доаѓа со радост прифаќам. Ти живеј во мене, управувај со мене. Во мојот живот да се случуваат твојата волја и го барам царството Божјо. За се да ми се придаде. Амин. Мир вам. До Божјо царство небесно. Се што ми треба е твојата преградка. Прави и ти така, брати и пријателе, мир, љубов, сила Исусова, Исус во срцата на сите. Амин. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин.
Tvo ljubov usovrši se, da ljubiš bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubov ta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči